Долги години новинарите од натрешноста се соочуваа со сериозни проблеми. Конечно, синдикатот ги стави на дневен ред. Што се работеше во изминатите 2 дена во Велес, освен новинарите се разбира и медиумските работници. Да, на дневен ред одамна се проблемите на локалните новинари и медиумски работници, па и на медиумите од локалните средини, но сега сметаме дека во последните години ситуацијата е далеку влошена, многу повеќе влошена од претходно, зашто има повеќе причини. Големи се економските притисоци од разни центри на моќ, се помал број на новинари и медиуми работат од локалните средини, а и едно наше истражување покажа дека голема површина, односно голем број на жители на Македонија немаат или се лишени од сериозни и квалитетни информации или воопшто нема локални информации од локалните средини. Тоа не е добро ниту за државата, ниту за граѓаните, ниту за развојот на демократијата, затоа по долги консултации во последната година со локални новинари и медиумски работници, односно колеги, дојдовме до идеја да направиме еден вид на манифест кој што ќе биде поддржан од самите новинари и медиумски работници и во кој што ќе има барања за подобрување на состојбите во овој дел од новинарската сфера или во медиумскиот сектор во Македонија. Што понатаму со овој манифест и како ќе се одвива таа борба на новинарите и медиумските работници од локалните средини за да ги добијат тие права што ги заслужуваат? Значи ова е сега започна иницијативата за тој манифест, драфт верзијата е изработена, продолжува на еден вид на штелување или натамошни консултации за негово целосно формување, за на крајот да се соберат што поголем број на потписи за поддршка пред се од страна на локалните новинари и медиумски работници, а потоа тој манифест ќе користи за вршење притисок врз надлежните, секој во својата сфера да ги промени работите подобри и така натаму. И во однос на бројноста на локални новинари и медиумски работници, дали синдикатот има некакви податоци во однос на тоа колку ги има надвор од Скопје? Точна бројка немаме, затоа што тоа флуктуира, меѓутоа просечно по бројот на медиуми во локалните и регионалните медиуми, радиодифузери и вестници работат и радија и телевизии работат во просек 1,6 новинари и 1,4 медиумски работници, што е фрапатно недобра негативна бројка која што укажува на лошата состојба во овие медиуми. Загрижувачка е состојбата со локалното новинарство. Не е тоа проблем само на локалните новинари кои остануваат без работа и имаат лоши услови на работење, туку тоа е и прашање на која загрозува демократијата. Бидејќи како замира локалното новинарство, така локалните власти остануваат без механизам кој ќе ја контролира нивната отчетност, па се зголемуваат можностите од злоупотреба на власта. Исто така е проблем на немање на равномерен регионален развој, бидејќи и така централизацијата во сите сектори ни е на високо ниво, па во Скопскиот регион се концентрирани 52% од работните места, доека во сите останати 7 региони е 48%. Во новинарството е уште полоша концентрацијата, при што во Скопскиот регион е концентрацијата можеби до 80%, а во сите останати 7 региони останаа само 20% од нашите новинари да работат. И овој тренд мора да се спречи ако навистина сакаме и сака државата да имаме равномерен регионален развој. Како локални медиуми, но и националните. Се соочуваме со проблемот на дипломирани млади новинари, значи во Велес веќе во изминатите 5 години ниту еден не е запишан на универзитетите во нашата држава. Или ако тоа го прават со упис на насоката PR. Како го коментирате се тоа?
Ова е уште еден од многуте примери на она што се вика пазарен неуспех, односно кога ќе се остават работите само на пазарот, тогаш се јавува нефункционалност од гледна точка на исполнувањето на задачите што го има во конкретниот случај медиумите, значи заштита на јавниот интерес. Одеднаш немаме кој да ја врши функцијата на медиуми и тука мора да стапи на сцена државата. Треба да се вратат јавните медиуми на локално ниво, како радиостаниците, како печатените медиуми. Порано ги имавме, дури на ниво на 29, сега имаме 0. Значи, локалните самоуправи можат од еден регион да се здружат и да финансираат повторно отворање на јавен медиум, кој ќе го штити јавниот интерес и ќе информира за настаните на локално ниво, за да избегнеме ситуација каде што немаме покривање на случувањата од цели региони или она што го викаат создавање на медиумски пустини на цели територии на нашата држава.